СДСМ денес ги оспори вчера презентираните владени економски резултати презентирани од премиерот Христијан Мицкоски. Некогашниот вице-премиер Фатмир Битики објасни што може да се купи со 1000 денари, а на поинаков начин го види и растот на индустриското производство. Со 1000 денари може да се купат 2 килограми цреши по 140 денари. 1,5 килограм праски по 95 денари, 1,5 килограми кајси по 130 денари, една табла од јајца за 275 денари и само 150 грама пилешки стеки. За друго месо да не зборуваме. Значи, една илјадарка едва и покрива неколку килограми сезонско овошје, една табла јајца и мало парче месо. Премиерот зборува и за индустриското производство. Да, во април има раст од 7,6%, но во јануари индустриското производство беше намалено за 6,6%, во февруари за 4,2%, а за првите 4 месеци од годината растот е само 0,2%. Ова повеќе личи на стагнација отколку на индустријски подем. ВМРО ДПМН денес во својот фокус го имаше притворот на екс-директорот на Царина Стефан Богоев и инсистирањето по секоја цена уставни измени од страна на Филипче. Со тоа што е побаран притвор за поранешниот директор на Царинската управа Стефан Богоев, јасно е дека има цврсти докази за ова кривично дело. Богат се дете на СДС, поточно на Заев, по се изгледа одлучил да чекори по неговите стапки. Тоа е во матрицата на СДС: криминали, тендери, афери, рекети. Филипче секојдневно бара уставни измени, дури повеќе и од бугарите. Филипче испадна поголем бугарин дури и од самите бугари. На Филипче не му се слушаат пофалните зборови на Антонио Кошта во делот на реформската агенда, како и добиените финансиски средства од планот за раст. Тој оди со главата во зид, работејќи во полза на бугарските власти и знае само за една реформа, а тоа е уставни измени.